Продолжуваат средбите на раководството на ВМРО-ДПМН со диаспората во Швајцарија, но и задграничните комитети од повеќе земји низ Европа и Соединетите Американски држави, на кои средби се испраќаат пораки дека соработката помеѓу диаспората и македонците треба да се подобри, односно се повеќе и повеќе да се зголемува, бидејќи секој може да придонесе за подобар живот во Македонија. За сите оние пораки од последната трибина во Лозана разговарам со подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Господине Николовски, благодарам што одвоивте време за вестите на телевизија Алфа. Кои се главните пораки кои беа испратени од трибината во Лозана? Така, како што кажавте, имаме еден интензивен викенд на средби со сите оние кои што сакаат да не сретнат, да поразговараме. Имавме средби со представниците на задграничните комитети од повеќе држави, на кои што поразговаравме организацијски во пресед на престојните претседателски парламентарни избори, потоа бевме во Лозана, каде што поразговаравме со нашите луѓе таму. Проблемите кои што ги мачат се истите оние кои што се и дома, затоа што нашите луѓе тука често доаѓаат дома, поминуваат дел од своето време во Македонија и ги гледаат проблемите на секојдневна основа, така што без разлика дали зборуваме за високото ниво на криминал и корупција кое што владее во Македонија или лошата состојба во економијата, состојбите во образованието кои што се далеку од добри, дрогата која што царува на македонските улици и помеѓу македонските деца, тоа е нешто што ги загрижува и нашите луѓе тука во Швајцарија, така што макете се исти, дилемите се исти, проблемите се исти, решенијата се битни. Ние презентиравме дел од нашите гледишта, кои што ќе бидат дел од нашата програма во следниот период, а се надевам после 8 мај и дел од работата на владата. Не смееме да дозволиме повеќе Македонија да е држава во која што економијата тоне, а корупцијата цвета. Мора да направиме една убава, успешна приказна, пред се со директен удар на корупцијата, со воспоставување на функционален систем на владење на правото и сокревање на економијата, за да можеме да имаме еден попристоен живот, да бидат луѓето горди што се македонци, што потекнуваат од Македонија и да има една економска благосостојба, да сите имаат еден подобар живот. Така што тоа е она што го видовме тука и што, како што кажав, целосно се поклопува со нашите гледишта дома. Имаме доста планови, споменавме за едно координативно тело кое што мислиме дека треба да се формира од новата влада на Македонија, во кое што би влегле министерот за внатрешни работи, министерот за труд и социјала, министерот за надворешни работи како координатор, понатака министерот за здравство, министерот за образование, со цел на едно место да можат да се даваат одговори на сите прашања кои што ги имаат нашите луѓе од диаспората, дали се работи за испраќање на учители по македонски јазик, дали се работи за користење на пензиите, дали се работи за право на здравствена заштита, издавање на лични документи, со кои што ова ненародна власт целосно потврди, сето тоа сето тоа да се решава на едно место. И последно што морам да го кажаме, што тука гледаме на дело како изгледа двојното понижување на македонецот. Прв пат Заев и Димитров го понижија со подпишувањето на срамниот преспански договор, кога се промени името на Македонија, и сега втор пат го понижуваат со тоа што мора да вадат нови пасоши со новото понижувачко име, во услови кога имаат важечки документи. Значи ние практично си ги отфрламе нашите луѓе, им велиме не можете да се вратите дома во Македонија, затоа што немате важечки документи со новото понижувачко име на државата. Тоа е едно двојно понижување кое што само го направи на македонскиот народ и против кое што секако ќе се бориме после 8 мај. После средбите во Женева и Лозана имавте средба и во Тринген. Какви беа таму пораките, што порача диаспората и на што се базираа најмногу разговорите? Македонската заедница е добро организирана, исто така и во црковниот живот, има добар, силен црковен живот. Македонците се организирани околу Македонската православна црква, посетуваат македонски храмови, тоа е нешто што постои како традиција, на што сме горди, така што мора да продолжиме да го негуваме, секако со поддршка и од дома, тука да апелирам и до МПЦ да се што поприсутни помеѓу верниците во диаспората и заеднички да ги градиме новите патриотски политики на Македонија, така што една општа позитивна атмосфера. Јас се надевам дека сите оние кои што ќе сакаат великденските празници
да ги поминат дома, нели Великден оваа година е на 5 мај, ќе го искористат тоа да останат барем уште 3 дена во Македонија и да можат да гласаат за нов претседател и за нов премиер на Македонија од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Така, не очекуваат напорни неколку месеци во однос на предстојните претседателски и парламентарни избори, па ќе видиме што ќе биде. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам, беше задоволство.